Почитувани, во изминатите 5 години владата на ВМРО ДПМН ја гледаше јавната администрација исклучиво како место за вдомување на партиски војници, со став дека таа треба да служи на партијата, а не на граѓаните и економијата. Наспроти тоа, СДСМ смета дека успехот на било каква реформа во државата зависи од тоа дали имаме добра јавна администрација. Затоа, СДСМ денес презентира две нови решенија од изборната програма поврзани со јавната администрација. Прво, новата влада на СДСМ ќе воведе поинаков систем на одредување на платите на вработените во јавната администрација. Со тоа суштински ќе се промени менталитетот на јавната администрација, ќе се промени сваќањето дека таа е изолирана и дека платата од буџетот ќе стигне независно од она што се случува во македонската економија и во приватниот сектор. За таа цел, платата на вработените во јавната администрација ќе биде поврзана со она што ќе се случува во македонската економија. Например, ако во една година македонската економија има реален пораст од 6%, тогаш во текот на наредната година сите вработени во јавната администрација ќе имаат плата повисока за 3%, односно за половина од растот на економијата во претходната година. Вакво согласување на платите ќе се врши еднаш годишно и ќе трае цела година. Со ваквата мерка на СДСМ суштински се зголемува мотивацијата на вработените во јавната администрација, бидејќи успехот на македонската економија и на приватниот сектор станува успех и на вработените во јавната администрација, и тие за тоа ќе бидат наградени. Јавната администрација и приватниот сектор конечно стануваат вистински партнери кои имаат иста цел. Второ, новата влада на СДСМ ќе реализира и проект потрошувачки кредит како дополнителна мотивација на административците. Државата ќе плаќа до 1/4 од каматата на потрошувачките кредити што вработени во јавната администрација ќе ги земат од банка. Поволноста ќе важи за административците со плата до 25.000 денари, кредитот ќе треба да биде во вкупен износ до 2.500 евра, со каматна стапка до 10% годишно. Почитувани, СДСМ ќе го врати достоинството на вработените во јавната администрација. Тие да бидат добро мотивирани, да работат за државата и економијата и успехот на приватниот сектор да го чувствуваат како сопствен успех. Благодарам. Дали имате некој прашање? Нема реформа која што може добро да се изведе ако таа реформа не ја прават добро мотивирани вработени во јавната администрација. Доколку со оваа поддршка нивната мотивација значително се зголеми, тогаш и реформите подобро ќе се спроведуваат, во крајна линија и приватниот сектор и економијата ќе оди многу побрзо напред. Инфлацијата се што одлучува, владата презема некои мерки со акцизите и со фондовите резерви, но тие не дава ефект. Како имате ли вие некој план како конкретно да се речи растичката инфлација? Значи, проблемот е во тоа што владата реагираше предоцна. Значи, помина долг временски период од моментот кога ние и посочивме што треба да направи и во врска со растечката цена на пченицата, односно цената на лебот, и во врска со растечката цена на нафтата, односно нафтените деривати. Ние рековме дека тоа создава за државата непланирани екстра приходи во буџетот. Државата, односно владата, требаше да размисли дали може дел од тие екстра непланирани приходи да ги врати назад во економијата, односно да размисли да ја зголеми социјалната помош за оние граѓани кои што всушност се најранливи и најмногу погодени од растот на цените, првенствено од растот на цената на храната. Дали има некој друго прашање? Благодарам.